Вчера е одржан состанок на Комисија за образование со единствена точка оперативна програма за културни манифестации на општина Куманово за трет квартал во 2013 година. Програмата што беше предложена од страна на раководителот на секторот, господин Жика Крстевски, со неколку измени беше прифатена едногласно од членовите на Комисијата за образование. Едно од измените беше и мојот предлог и предлогот на мојата советничка група од ВМРО ДПМНЕ одбележување на 8 септември, Ден на независност на Република Македонија. Благодарност до раководителот на сектор за култура и комисијата од мене како советник на најсилна и најголема партија во Република Македонија, што во самата програма го вметна мојот, поточно нашиот предлог за прослава на 8 септември, Ден на независност на Република Македонија. Овој датум беше заборавен од страна на секторот за култура, односно предлагачите на самата програма. Оперативна програма ја прават луѓе кои се именувани од градоначалник на општина Куманово. Тоа се видни истакнати луѓе кои се поврзани со култура, актер, музичар, историчар на уметност, спортски работник. Но 8 септември очигледно е дата која треба да е во домен на историчар, а не на дотични членови на Комисија за култура. Овие наши кумановци, сите познати во својата област, го заборавија овој ден, а не заборавија одбележување на Аснум и одбележување на борба на страци. Точно, тоа се два исто така значени датуми во историјата на нашата држава, наше блиско минато, но да се заборави Ден на независност на своја држава 8 септември е греф и пропуст на самите членови раководството. Затоа, уште еднаш голема благодарност за прифаќање на предлог за одбележување за нас, а се надевам и вас, големиот празник на независност на Република Македонија 8 септември. Се надевам дека во иднина вашиот сектор за култура ќе имате историчар, па сите важни датуми што се битни за оваа наша мала по територија, но силна и независна држава ќе бидат заменети, ќе бидат метнети во вашата оперативна програма за култура. Културни манифестации на општина Куманово. Благодарам. Уште нешто би сакала. Вчера на самата комисија беше донесена едногласна... Молам колеги за внимание, поведете колешки, продолжите. Беше донесена едногласна одлука дека 8 септември ќе биде прославено на кејот на Куманово. Меѓутоа, новата доставена програма 8 септември с урбан викенд. До 8 септември не се обележува така. Зошто не е вметнато тоа што донесовме одлука? Така, како информација, јас се викам Зоран Дамјановски, вие кажете Зоран Георгиевски во вашето излагање. Може така уште ви се врти, може да ви се врти в глава уште така, се што ви правам. Ќе молам, поведете Ја подржал вашата иницијатива. 8 септември светол датум од историјата на македонскиот народ и никогаш барем во овие 8 години кога е раководена оваа локална самоуправа од овие луѓе кои ги водат секторите, значи како информација да знаете дека секој ден, секој празник, светол ден од македонската историја, почнувајќи од денот на востанието, денот на македонската самобитност, 2 август, денот на македонската независност, денот на ослободување на Куманово, 9 мај, денот на победа над фашизмот, се датуми кои локалната самоуправа ги одбележува. Нашата главна цел е да ги одбележиме на начин кој е традиционален во ова средина, тоа е спомен костуница, приводни говори, положување на венци, цвеќиња и подсетување на оноа што е сработено за тој датум и што се битните факти и аргументи од тој датум за придобивките на нашата држава. Нашата држава, дали е мала или голема, е наша и само наша и така настапуваме сите без разлика на етничка, верска и било која припадност. И сметам дека на таа тема не треба да се билдаме едни на други, овдека нема позиција и опозиција во однос на почитување на историјата на Македонија и нема да има никогаш додека ова политичка гарнитура работи на имплементација, на соживот и градење на главните конструктивни и структурни елементи на државноста Република Македонија.
Затоа бидете убедени дека она што е дел од протоколот, како за сите датуми што ги набрал 9 мај па до 11 ноември, значи целата плејада на датуми важни за историјата на македонскиот народ е одбележена, администрирана на овој начин. Уз тоа имаме секогаш некакви настани културни од типот отварање на изложби, некоја представа, некој музички хепенинг, све зависно од тоа колку се можностите и какви се аранжманите што може ги постигне. Урбаниот викинг го спомнавте како една од нашите културни манифестации кои се подржуваат традиционално неколку години назад и тие ќе бидат дел од агендата и се вклопува во тој период. Можеби и Рома Труба Фест ќе биде дел од тој настан, зависно како ќе го можеме да го поставиме. Значи, гледаме да културните манифестации кои се традиционални ги вклопиме со датуми, така беше и минатата година, ако се сеќавате, на 8 септември беше се сопадна со фестивалот Рома Труба Фест, кој е еден од најбрендираните фестивали на лимено-дувачки инструменти на овој дел на Балканот, односно во Македонија, еден од најдобрите и поважни настани. Сега тука и организаторот нешто малку се љути за квотата на парите, меѓутоа тоа е така и ќе мора да живееме со овие услови финански кои се во овие кризни времиња такви како што се. Меѓутоа ќе се обидеме да направиме нешто што ќе даде допринос во вкупниот амбиент на прославата на 8 септември. И лично сакам да ви кажам за мене 8 септември е еден од позначајните, ако не најзначаен датум во историјата на Македонија, бидејќи од тука де факто Македонија се појавува како суверена, самостална, независна држава и од тука почиња се гради демократијата и просперитетот на оваа држава. Затоа сакам да ви убедам дека никогаш, а и нема и во нареден период во мандатот да биде запоставено, заборавено или да се омаловажува историскиот допринос на 8 септември. Значи, ние ќе бидеме во протоколот, ќе го направиме се она што е како за сите останати датуми и можеби ќе дадеме поголем апостол. Ние немаме можност за музеј или некоја друга манифестација, бидејќи на моје жалење не направија ни музеј, ни некоја друга институција од таков тип во Куманово, се конскрибу Скопје, на моје жалење. Ако имаме таков музеј на борбата на македонската самобитност или на македонската историја, сигурно дека у тој музеј ќе правиме прослави, меѓутоа немаме таква среќа. Се надевам дека у иднина ќе направиме и ние некој музеј со кој ќе се гордееме. Пред нас е оперативната програма за културни манифестации Општина Куманово, изготвен од секторот за култура, спорт, социјална заштита и така натаму. Раководител Жика Крстевски, раководител на сектор. Мислам дека немаме големи приметби, барем јас немам приметби на ваква кака што е оперативната програма. Поваѓајќи од тоа дека средствата за култура се секаде мали, па и кај нас, со толку мали средства, може толку да се направи. Се разбира дека онаму каде што има поголеми средства, има и поголеми фестивали, има и повеќе настани во областа на културата. Лесно име на советниците и градоначалниците на големите европски градови, например, каде што буџетот на културата на самиот град е десетина пати поголем од буџетот на култура на Министерството за култура на нашата држава, па се прават големи манифестации. Меѓутоа, како што рековме, со овие ограничени средства, тоа е тоа. Јас сакам само, не ги поддржувам лично, бидејќи јас како и господинот Жико сме долго време во културата, па знаеме како се прават манифестации, кога се има пари и како се подпомагаат другите самодејности во културата. Јас сакам да кажам дека не ги преферирам големите културни настани, манифестации од тип на некои скапи, лета. Слушаме дека градови во Македонија
кои се разбира веројатно имаат и повеќе пари и начин да го направат тоа, како Битола, таму имаат културни настани во летото, велат по жител по глава на жител скоро највеќе во Европа. Тука е и Струмица со многу културни настани, да не зборуваме за Скопје и за Охридско лето. И тоа мојот став према тие големи, знаете, културни лета, тие манифестации, нели, од тип на Охридско лето, сега мислам како тип го земам, не само не се однесува, нели, на конкретната манифестација, тоа е така наречена гостувачка култура. Знаете, не сум сигурен колку, значи, може еден таков тип на манифестација да биде поттик за развој на култура во локална, значи, конкретно локална средина или регионална средина. Значи, не сум против вакви манифестации, треба да ги има, добро е да ги има многу, меѓутоа јас преферирам, значи, во ситуации кога нема многу пари, да се подпомагаат малите манифестации, така наречени, односно малите културни напори кои ги прават тие мали групи кои ние ги нарекуваме под едно име самодејности, дали се тоа некои, значи, игрорни групи, дали се тоа, значи, тоа е една широка лепеза, значи, од културно-уметнички друштва до уметничко бавење со занаети и така натаму, кои не бараат големи средства, знаете. Тоа, тука треба да се со овие мали пари кои ги имаме на располагање, треба да се, значи, дава средства за развој и односно за поттик на тие мали манифестации, тие самодејности, заради тоа што тоа е базата и на оние културни професионалци во иднина и на културните консументи кои, значи, кои ќе поминат низ тие такви мали манифестации, утре ќе може да следат и оперска представа, ќе можат, значи, да оценат и изложба и така натаму. Значи, целта на моја дискусија е дека во услови на ограничени средства за култура треба да се оди на, значи, подпомагање на културните самодејности. Не сум, значи, против манифестации, да не се разбереме погрешно од тип на Тумба, Тумба фест, од тип на, нели, овие тамбурашките овие оркестри и така натаму. Меѓутоа, како што реков, како што и во спортот, значи, впрочем, едно е да направите тим кој ќе земете професионалци и ги соберете за една година со многу пари, па после кога немате пари тие ќе се отидат, а друго е кога имате собствен подмладок, значи градите со години подмладок, тогаш е веќе правиот оној тим кој игра и кој долго ќе остане. Така да и, значи, мојата дискусија е дека иднината на културата е во оние, значи, мали самодејности кои се зачнуваат уште во основните училишта. Тие треба да се поттикнуваат, а за тие треба многу малку пари. Значи, што се однесува уште за оперативната програма, мислам дека е во ред, луѓето се професионалци, си ја знаат работата, добро си ја направиле, реков, со овие пари кои ги имале на располагање. Меѓутоа, мојата дискусија е, значи, да одиме и повеќе на афирмирање на тие така наречени самодејности. Тоа е. Сакам само во контекст на вашето излагање во првиот дел, кога споредувате капацитети на големи градови, кога споредувате капацитети на министерство и она што се случува во однос на тоа што е Битола, Прилеп и Скопје и Охридско лето. Ви сега само како информација да знаете. Од 7 години Куманово од културната програма на Министерство нема добиено една банка. А се финансира Манаки фестивал, Хераклеја фестивал, Пиво фест, Миво фест, Семки фест, Тиква тест и така дали, така дали. И јас сакам само да го убедам дека и ние сме дел од Република Македонија и со овие пари на граѓаните на Куманово ние може да правиме култура за овој буџет што го имаме, кој е срдисано сите страни под определени околности, позната на широката јавност во Куманово. И затоа сакам да ви кажам дека како граѓани на Куманово треба се максимално да заложиме да од 4 фестивала во Куманово, кои се двата високо брендирани, тоа е Тамбурашкиот фестивал, тоа е Рома Труба фест,
а да не зборам за фолклорниот фестивал, за 4 ликовни колонии кои ги подржуваме и за многу други низа манифестации како млади ликовни уметници, литературни читања, случки вечери, втор ден кога имаме читање на Кеот и така натаму и многу други манифестации, ние ги подржуваме и даваме допринос. Меѓутоа, треба да се испитаме зошто 7 години Куманово од културната програма, од програмата на култура на Министерството за култура немаме добиено еден ден. Значи, оваа година исклучиво 90.000 денари се дадени, или помалку, не знам, го гледам жикот, така отприлike знам, само за фестивалот Тамбурашки и ние на друга програма не ја поддржаме. На нас за 7 години може да проверите одговорно дека еднаш е дадено за Рома Труба Фест, исто така 100.000 денари и други програми не се поддржани. Денес зборувам за етничките програми, за програмите на па и она што е дел од културното милје кој е под ингеренција на Министерството, тоа е театарот, тоа е Дом на култура и така натаму, и тука не гледаме некои големи инвестиции или заложби да се продлабочи културната динамика, односно да имаме подобар културен живот во однос на театарот и Домот на културата, да имаме низа секции кои работат таму. Во тој аспект сакам да ви кажам дека тука мора да правиме една компарација. Ако се дава за Огридско лето, тешки милиони. Ако се дава за Хераклија, Манаки и така натаму, тешки милиони. За Куманово, како најголема локална самоуправа, 7 години нема дадено 2000 евра. Значи, мора да ја гледаме вистината во очи и да зборуваме за култура онака како што прилега. Нема култура без пари, со подмладоци може да правиме само представи за училишта, иначе професионални културни манифестации се професионални и тие чинат. Без разлика да тоа се изложби, дали се тоа литературни читања, дали се тоа ова колонии, или пак се големи концерти од тип на прилепските концерти кои коштат тешки 150-200.000 евра. Затоа сакам да го убедам дека тука треба да малку заедно направиме еден заеднички заклучок и инвазија на Министерството во однос на едните години да имаме широка можност за финансирање на културни манифестации во оваа општина. Благодарам. Значи, кога зборуваме нешто, треба да бидеме искрени она што го зборуваме, да сме искрени што го зборуваме, значи тоа. Градоначалникот се жали дека нема соработка со владата во секој можен момент. А кога владата нуди соработка, тој ја одбива. Се извинувам, колега, ќе може ли да се отклони таа фонија службите? Благодарам, повелете. Значи, како што кажав, кога ќе се понуди помош од владата и кога ќе се дозначат средства, тие средства стојат по неколку години неискористени. А владата секако дека ќе нема трпение со години да чека некој да ги искористи и да направи проекти за пари кои му се доделени. А сега од оваа страна вели дека нема пари за културата. Па соработувајте со владата, владата ќе ви излезе во пресед. Мојот апел е тој, значи, за да нешто направиме, треба да имаме соработка од двете страни. Значи не само да се обвинуваме дека владата не соработува, ние не соработуваме, значи треба соработка од двете страни. Да пробаме заеднички да направиме нешто за Куманово. Меѓутоа да се однесуваме позитивно кон владата, а не секој момент кога можеме ние да користиме и да велиме дека владата не ни помага. Не е точно, со тоа не се сложувам. Владата за Куманово има направено многу проекти, да не навлегувам сега од другите теми. Благодарам. Би сакал само како информација да кажам, зборуваме за култура, меѓутоа ја пребациме возот го пребаци на друг осек, мора и на тоа некакви видувања да кажам. Ако сметате дека проектите на владата за локални патишта, кои од Светска банка и Европска банка и кои се 3,5 години во функција, значи не се искористени средствата, проекти имаме 5 дадено, 2 се направија пред избори таму каде определија корпусот, односно телото за имплементација, тоа беше Пчински и Клечовски пат, другите 2 патишта, Романовци и Стоткат, бидејќи немат интерес политички, не се направени под исти услови, под исти релевантни проекти. Значи сега после избори се пристапи кон имплементирање. На наше жалење Алпина отиде у, како се вика, у тоа
stečaj, така да и тие најверојатно нема да бидат изградени. Што се однесува за тоа стално што го потенцирате водоводниот проект од ЕБРД, 3,5 милиони евра дадени од ЕБРД, 14 проекти се поднесени за година и половина, две само даден 615-610, тоа е во вредност 150.000 евра, другите 5 чекат на имплементација со услови да се решат комплетно експроприациони односи, а тоа кошта двојно повеќе за сите 14 проекти него што се самата донација. Општина Куманово не е во можност да ги направи експроприација. Сега работиме на Речичкиот случај каде има 5 км експроприација, тоа е една огромна енормна цена која општината, значи сакам да ви кажам за она што алудиравте на проекти за водовод и стално ги споминjate, тоа се од ЕБРД и тоа иде на имплементација со сугестија на телото од влада, формирано транспорт и врски локална самоуправа и одлуката е нивно исклучиво. Наша задача е да дадеме приоритети, ние ги плачеме проектите, ревизијата и експроприацијата. И тоа скупа кошта двојно повеќе ќе излезе по наши проценки него што вреди самата дотација од Европската банка за реконструкција. Ние тој проект го возиме, го правиме, 3 проекта сме на маса поставиле, меѓутоа втора година нема распишување на тендер на ниеден од тие. Само 615-610 која е во имплементација и тоа е од најмала ставка, негде 150-200.000 евра отприлike целиот габарит, бидејќи ние немаме увид, тоа се менаџира од телото формирано од ЕБРД, Министерство на транспорт и локална самоуправа. Сакам да ви информирам дека ние сме крајно кооперативни и ќе станеме кооперативни со владата за секој позитивен проект кој ќе биде во интерес на граѓаните на Куманово. Благодарам. Ќе се осврнам на Трубофест, нема да кажем Ромофест. Трубофест затоа што ова е во рамки на локалната самоуправа, отворен фестивал каде што присуствуваат сите граѓани на општина Куманово, имаме посетители и надвор од Куманово. Со ова сума, со финансирање од 80.000 денари, а гледајќи колку чини едно бино осветлување и озвучување од 200.000, најверојатно Трубофест ќе доживее судбината на Тумбафест и ќе сгасне. Ќе сгасне во ова година кога имаме најава покрај 8-те дувачки оркестри од Република Македонија да присуствуваат оркестри од Америка, Швајцарија, Бугарија и од Србија. Да не должам многу, би предложил овие финанси да се зголемат од 80.000 на 240.000. Затоа што овие рекапитулации 80.000 денари нема да покријат ниту 2-3 часа од една вечер. Ви благодарам. По разгледување на оперативната програма за културни манифестации во општина Куманово за третиот квартал, забележав дека никаде во програмата не е предвидено одбележување на 2 август Илин. За секторот за култура овој ден, најголемиот македонски празник, е заборавен. Би сакал да верувам дека ова е случај. И дека тука нема никаква намера по повод Илинденското востание во Куманово да не се организира никаква манифестација. Исто така, ако добро се сеќавам, на минатата седница, во врска со оперативната програма од претходниот квартал, господинот Крстевски спомена дека октетот Куманово не екзистира. Како што гледам, во конкретната програма за овој квартал, октетот Куманово повторно е ставен во програмата и се предвидени определени средства за него. Со сета почит кон овој субјект, октетот Куманово сепак нешто значи за Куманово, ако тој не екзистира, тогаш зашто предвидуваме средства за него. Благодарам. Почитувани, на седниците на двете комисии, кога се расправаше по оваа точка, имавме многу смирени и конструктивни дискусии, предлози кои беа прифатени и не гледам дека има потреба од некои докажувања сега кој го предложил. Ова
тоа прашање кој го предложи предходното, ако е за вистината, прв што го предложи 8 септември е Мирко Стојановски. Тој го предложи на првата седница, што и комисијата констатираше дека при закажувањето на седниците на комисиите треба се води сметка да оди прво комисијата за програма, а потоа комисијата за финансирање, за да не оди наопачки работата. Меѓутоа се случи што се случи, ги исправивме тие работи и не затоа што 8 септември е празник кој него почитува општината или секторот во овој случај, како што беше посочена. Секоја година се одбележува. Меѓутоа со еден колаш на програми кои ги посветуваме по основ на 8 септември, на 11 октомври, на 11 ноември и така натаму. Во овој случај предлогот беше да стои и веднаш беше прифатен. Немаше никакво доумење, рековме, ние ќе направиме посебна програма непосредно пред 8 септември со кој ќе биде одбележен овој датум. Минатата година во очи на 7 беше одржан Рома Труба Фест од 2012 година и на говорницата беше отворен во предвечерието на најголемиот празник на Република Македонија 8 септември. И имаше неколку други културни и спортски настани. Истото ќе се случи и сега. И го препативме тоа и предвидовме средства од 50.000 денари. На Комисијата за култура беше предложено да и некои други содржини што ги имаме, а таму имаме и датум кога се одржуваат, локации и носители. За урбан викенд да биде вклопен во периодот на 8 септември, да не биде во летниот период, и ние го тоа прифатиме и тоа така ќе биде. И тоа што таму пишува 10 август, тоа нема значение дека тогаш ќе биде. Ние вчера не стапивме во контакт со организаторите за да им го посочиме ова, меѓутоа и на нив ќе биде мило да овој урбан викенд како културен настан на бендовите од Куманово биде во чест на 8 септември и така и ќе го направиме како што договарате вчера. Значи ништо не е неприфатено од она што го дискутиравме. Втори август не е запоставен. 2 август Куманово и Крушево имат чест на централните државни празници. Одбележувањето на 2 август, Асном и Илинденското востание, државата ги одбележува на територија. Сега не е на територија на Куманово, меѓутоа оној народ таму што оди во најголем број оди од Куманово и од другите градови од Републиката и во Прилеп, односно во Крушево, ние од Крушево, Прилеп и од другите градови од Македонија. Значи ние имаме врвни манифестации и одбележување на 2 август на највисоко ниво. И мислам дека се друго, барем досега, ние сме дел и представници на локалната самоуправа и на администрацијата и сите институции се дел од чествувањето по повод овие празници во Белинце и во Крушево, така да во досегашниот период не сме правиле некои паралелни одбележувања на овие празници за 2 август. Што не се случува, како што 11 ноември, наш празник 11 октомври, сите го одбележуваат, меѓутоа баш од тие причини ние сме само дел од сето на случување и можеби најголемиот дел, ние и програмски учествуваме, наши субјекти од област на култура, културно-уметнички друштва, собопејачи учествуваат во програмата во Белинце, така да не гледам дека ние сме го запоставиле со тоа. Ако имате предлог некој да нешто друго ние направиме, може да дискутираме по тоа прашање. Октет Куманово рековме на минатата седница. Дадена му е шанса да се возобнови. Таа шанса неуспешно е до крај искористена. Дел од средствата што беа предвидени пред 2 години се потрошени, меѓутоа не целосно. Има тешкоти. Тие беа предвидени да настапат на Валандовскиот фестивал. Не настапија затоа што не беа подготвени, туку не настапија затоа што има 20 членови проблеми и не може да отпатува таму.
ние им даваме шанса. Ако се запишани во програмата, може би тоа ќе биде поттик да, барем до крајот на годината, направат нешто. Ако ги избришеме тотално, ќе ги елиминираме ние. Меѓутоа не значи ако тие ништо не работат, дека тие пари ќе бидат искористени. Тие пари ќе бидат на сметка на буџетот, ефектуирани само ако тие прояват активност. Ако не прояват, нема да. Значи им се дава последна шанса до крајот на годината нешто да направат. Ако не направат, тогаш за следната година ќе бидат бришани од средствата на корисниците. Рома Труба Фест, организатор Руши Чакир, културно-уметничко друштво. Јас лично како Жико Крстевски се чувствувам дека сум дел од Рома Труба Фест, затоа што од првиот ден заедно со Самец Алиевски, заедно со градоначалникот, заедно со фундацијата, сите заедно го правевме овој фестивал да биде ваков како што е. Меѓутоа, целокупната програма и од претходниот квартал и од овој квартал е конципирана во согласно со материјалните можности што ги има општина. Да не се повторувам со кажувањето на градоначалникот. Една изворено тешка финансиска состојба од блокади и се она што го правиме со голема задршка за да не влеземе во некои дубиози, а после тоа да имаме непријатности. На барањето на организаторот, вчера на комисијата донесовме одлука да се зголеми таа сума од 50 на 80 000. Предвидовме, и со организаторот размеривме мислење да го померат терминот за одржување место на 13-14 да биде на 7-8 или 6-7. Да и Рома Труба Фест и ова година го посветиме на 8 септември. Таму имаме една сума предвидена, ќе имаме можност и за да помогнеме во однос на инсталирање на бината, што е една од најголемите ставки, така да ќе овозможиме и достоинствено одбележување на 8 септември и да ова година не во форма од претходните години, меѓутоа сепак да го задржиме нивото на ова манифестација, така да мислам дека со ова логистичка поддршка и овие зголемени средства ќе успееме заедно со организаторот Руши Чакир да ја организираме успешно и ова манифестација и да го продолжиме континуитетот на истата.